како е можно кучето секогаш да знае кога е време за вечера? Или кога точно треба да се вратите од работа? Сигурно ова прашање ви се врти низ глава. Епа, денес ке се нурнеме токму во таа мистерија. Ке видиме што велат неновите сознанија за тоа како нашите крзнени пријатели всушност го перцепираат времето. Сигурно сте го задележале ова. Кучето станува немирно, ве гледа, чека пред вратата. Точно во времето за прошетка. Како е можно да го знае тоа, без да има поим што е часовник? Значи, прашањето не е дали знаат, туку како знаат. И одговорот, всушност, нема никаква врска со разбирање на минути и часови. Не. Кучињата имаат еден свој, вграден систем, кој е далеку поинтуитивен. Систем што е длабоко поврзан со нивните сетила. Ајде да видиме како точно функционира сето тоа. Добро, прво да ја разгледаме оваа идеја за нивниот, да речеме, внатрешен часовник. Постои ли на вистина такво нешто? И ако да, како работи? Значи, клучот е во ова. Заборавете на абстрактното разбирање на времето. Кај нив не станува збор за тоа. Наместо тоа, кучијата се гениалци во учење преку асоциации. Тие едноставно поврзуваат еден настан со друг и така си создаваат една, да кажеме, ментална мапа на својот ден. И еве тука, работите стануваат навистина, ама навистина фасцинантни. Како ги прават тие поврзувања? Па одговорот се крие во нивните невероватни, моќни сетила. Да, добро слушнавте. Кога зборуваме за време, кај кучињата, видот не игра голема улога. За нив целиот свет на времето се доживува преку мириси и звуци. Звуци и мириси кои за нас, луѓето, се речиси, па незабележливи. А сега, само за момент, подгответе се за оваа бројка. Просечното куче има околу 220 милиони рецептори за мирис. Да, 220 милиони. Бројка што е навистина тешко дури да се замисли. Сега, ајде да ја ставиме таа бројка во контекст. Додека ние луѓето имаме скромни 5 милиони рецептори, кучињата имаат, како што рековме, над 220 милиони. Разликата е огромна. Тоа им дава сетило за мирис кое е, експоненцијално помоćно од нашето. Тие буквално го мирисаат времето. А како функционира тоа? Па замислете го ова. Мирисот на сопственикот што останал во куќата полека бледне во текот на денот. Кучето може да го измери тој интензитет на мирис и со тоа да процени колку долго некој бил отсуствен. Значи, колку е послаб мирисот, толку повеќе време поминало. Тоа е нивниот невероватен мирисен часовник. Но не е само мирисот. Тука е и нивниот неверојатен слух. Тие можат да слушнат звуци на фреквенции кои ние воопшто не ги регистрираме. Например, она тивко брмчење на моторот на автомобилот уште додека е на другиот крај на улицата. Или пак познатите чекори што се приближуваат до вратата. Сите овие звуци за нив стануваат сигурни знаци дека нешто ќе се случи. Например, дека некој се враќа дома. Добро, ајде сега да видиме како сето ова се вклопува во една поголема слика. Затоа што овие неверојатни сетилни способности стануваат уште помокни кога ќе се искомбинираат со моќта на рутината. Да, кучињата се суштества на навика. За нив предвидливиот распоред не е само некаква удобност, тоа е темелот на нивната сигурност. Кога точно знаат што да очекуваат, тие се чувствуваат многу побезбедно и, што е најважно, помалку анксиозно. И овој процес е прилично едноставен, а многу логичен. Се почнува со првиот чекор, воспоставување конзистентен распоред. Значи, хранење и прошетки во исто време. Потоа, кучето многу брзо учи да ги предвидува тие настани и како резултат на тоа анксиозноста се намалува, а се гради едно длабоко чувство на сигурност. На некој начин, рутината е јазикот на сигурноста за нив. И секако, не смееме да ја заборавиме нашата улога во сето ова. Затоа што токму ние, луѓето, играме клучна улога во целиот овој процес. Нашето однесување всушност ја создава целата рамка на нивниот ден. Едноставно кажано, ние сме тие што ги поставуваме рутините. Нашите постапки, дали ќе го земеме поводникот или ќе го отвориме шкафот со храна, тоа се најважните, најголемите временски маркери во светот на едно куче. И сето ова не носи до еден клучен психолошки концепт – условен одговор. Што значи ова?
Па, кога кучето ќе се возбуди штом го види поводникот, тоа не е затоа што знае дека е 5 часот, време за прошетка. Не, тоа е научена реакција, асоциација дека тој конкретен предмет води до еден многу возбудлив настан. Значи, многу е важно да ги разбиеме овие вообичаени заблуди. Мит број 1. Кучињата можат да читаат часовник. Неточно. Мит број 2. Имаат некаков прецизен внатрешен часовник. Исто така, неточно. Реалноста е дека тие се потпираат на знаци од околината и функционираат врз основа на научени асоциации. Тие се само неверојатно добри наблюдувачи. Па добро, и што сега со сето ова знаење? Што значи тоа за нас како сопственици? Како можеме да го искористиме за да го подобриме животот на нашите миленици? Па, кога ќе прифатиме дека нашите постапки се всушност нивниот часовник, тогаш почнуваме да комуницираме со нив на едно многу подлабоко ниво. Стануваме свесни колку е важна нашата доследност и тоа ја зајакнува врската. А еве и како може да се примени ова знаење во пракса. Прво, одржувајте редовни распореди за хранење и прошетки. Второ, бидете внимателни на нивните потреби. Создадете им средина на стабилност, на сигурност. Тоа е најдобриот начин да ја намалите анксиозноста и да поттикнете позитивно однесување. На крајот на денот, со создавање на предвидлив свет, им помагаме да се чувствуваат безбедно и сакано. Затоа, следниот пат кога кучето ќе ве чека пред вратата точно во 5 часот, застанете за момент и запрашајте се, кој мирис му кажал дека доаѓате? Или можеби кој звук го слушнало? Затоа што времето во нивниот свет не се мери во часови и минути, се мери во исчекување, во рутина и, пред се, во врската што ја имаат со нас.